Цивил медија. 2 септември. Штрајк, несогласувања, нови распити и нови министри. Вест на денот. СОНК и Министерство за образование на иста страна за наставниците, на различна за штрајкот. СОНК не се согласува со 5% покачување на платите кои наставниците ќе ги добијат со платата за септември и бара да бидат повисоки за онолку проценти за колку што е зголемена минималната плата во државата, односно до 25%. СОНК очекува преговори со Министерство за образование до крајот на месецов за да се усогласат, а ако нема напредок, можно е да организира генерален штрајк. Ресорниот министер Арбен Адеми пак ги повика директорите и наставниците да се подготват за денешниот прв училишен ден, затоа што, како што рече, едукацијата на учениците не треба да има застој, а особено не треба да се дозволи разочарување на првачињата кои првпат ќе седнат во училишните клупи. На пресконференцијата тој порача дека ќе продолжи дијалогот со СОНК за заедно да ги дефинираат сите идни системски мерки за подобар квалитет на наставата и материјалниот статус на наставниците. Заев. Не разочарувајте ги учениците на првиот училишен ден. Најавата на СОНК за штрајк беше и во дискусиите на опозицијските пратеници на собраниската седница на која викендов беа избрани нови членови на владата. Тие обвинија за ниски плати во образованието, а премиерот им говори дека тие се зголемуваат и би биле поголеми доколку владата не морала да враќа долгови. Заев ги повика наставниците да не ги разочаруваат учениците со штрајк на првиот училишен ден, кога ќе ги добијат и новите 5% повисока плата. Адеми. Нема причина за штрајк. Во добар дел од училиштата денеска почна школската година. Министерот за образование и наука, Арбен Адеми, денеска изјави дека не знае во колку училишта ќе штрајкува, но во добар дел од новата учебна година почна нормално. Повтори дека нема причина за штрајк и оти владата работи на подобрување на статусот на наставниците. Флеш вести. Во собранието продолжува процедурата за разрешување на Катица Јанева. Лила Филиповска повикана во обвинителството за рекет. Бизнисменот Мицевски на распит за рекет ќе си ги бара парите од Боки 13. Новата министерка Ангеловска го презеде управувањето со Министерството за финансии. Џафери го достави извештајот за СЈО до Димовски. Цивилни активности. Цивил во општините Валандово, Струмица и Штип утре ќе го промовира проектот Зелена иднина кој организацијата го спроведува во соработка со Хајнрих Бел Сараево. На инфоштандовите на Цивил, граѓанките и граѓаните ќе имаат можност да се запознаат со целите на проектот, но и да ги споделат своите размислувања, ставови и предлози за зелените вредности, социјалната правда и антинационализмот. Мисла, национализмот како последна идеологија. Иако свесен за сопствените скудни аналитички способности, наспроти оние стручни, длабински, радикално суштински, што курирски, инфомакски, навлегле во срцевината на нештата, при што логично подалиле верба на алхимијата на зборовите на Мицковски. Особено го нудам и своето мислење, не криејќи и амбицијата и јас да проникнам во суштината на најавениот бунт и се разбира кој можно во непропознатливото да ја препознам вистинската причина за нив. Пишува Милан Банов. СОНК, не ве разбирам. Секако дека ќе ве разберев своите барања за поголеми плати да го направевте во текот на летото со собери пред ресорното министерство или владата. Вака ме разочаравте и не само мене, верувајте, многумина се разочарани. За среќа, меѓу разочараните од постапката на СОНК има и многу просветни работници кои честно и достоинствено ќе си го обработат првиот училишен ден. Пишува Велин Стојановски. Читајте повеќе на civilmedia.mk. Цивил медија.